Благодарам, подпредседателе, почитуван заменик министер, почитувани колеги пратеници, македонска јавност. Денес зборуваме за предлог буџетот на Република Македонија за 2024 година. Во предлог буџетот за 2024 година од планирани приходи од 310.128 милиони денари, планирани се приходи од 310.128, додека вкупните расходи планирано е да изнесуваат 343.638 милиони денари, односно негативна разлика од 33.510 милиони денари. Каков е овој развоен буџет, кога уште на сам почеток на проектирањето планирате да потрошите повеќе од што имате, или пак ќе си земете некој заем, затоа што одлика на оваа влада е трошење на народни пари без милост и живење на кредит. Од анализата може да се види дека немате долгорочна стратегија за закрепнување на економијата, а мерките кои ги преземате се наменети за класичен предизборен поткуп. Доминантна улога во буџетот имаат социјалните бенефиции, кои се зголемени за 13.287 милиони денари во однос на иницијалниот буџет за 2023, додека капиталните расходи се проектирани за 3.835 милиони денари помалку, за 7.8% намален буџет. Од една страна имате дефицит, намалени капитални расходи, дали овај буџет го сметате за развоен? Од даночните приходи, данокот на добивка се планира да биде поголем за 11,9%, данок од личен доход зголемен како резултат на платите, а дали зголемувањето на платите се должи на раст на продуктивноста, инвестициите, профитот, пазарот, продажбата, тоа не е важно. По основ на ДДВ има зголемување за 11,3% во однос на претходната година. Планираната наплата да биде поголема, значи на крај решивте да се борите со сивата економија. 7 години сте на власт, зошто досега не се боревте против сивата економија? Таа во Република Македонија 35% изнесува. Акцизите поголема наплата за 11,7%, значи дека нема повеќе на граничните премини да пуштате камиони без да платат царина на камиони блиски до власта. Свежи се сеќавањата дека кога ќе врвеа ваши камиони на граничните премени, наеднаш снемваше струја за да не платат царина. Во ова искрено не верувам. Зошто? Затоа што мафијата ја води државата. Капитални приходи во предлог буџетот за 2024 се планирани 410 милиони денари, поголем износ од буџетот за 2023. Тука има намалено остварување кај донации за 7,5%. Дали тоа значи дека ја имате изгубено довербата кај донаторите, затоа што ве видоа што правите и каде ги трошите парите што ги донираат, односно јасен им е криминалниот пашалак на СДСМ и ДУИ. Расходната страна, износот за реализација од 343.638 милиони денари, најголемиот дел за социјална компонента, односно класичен подкуп. Плати и надоместоци 47.152 милиони денари, стоки, услуги, субвенции, трансфери зголемени по основ на ДДВ, социјални трансфери 161.086 милиони денари, од кои 8.634 за пензии. Дали тука спаѓаат и оние пенсионери од други држави на кои вие им дадовте пензија, па бројот на пензионери е значително зголемен. Капиталните расходи се намалени за 3,690 милиони денари во споредба со 23-та, и тоа за реализација на капитални инвестиции, а средствата ќе се обезбедат преку ИПА фондови, заеми и мал дел од основниот буџет. Тука спаѓа патна, железничка инфраструктура, возови нема, па капитални инвестиции во здравство, образование, социјала.
Толку капитални проекти видовме во изминатите 7 години, што човек не знае што побрзо да види, дали тие 500 километри автопат, до изградени нови клиники, па фабрики, но така работат економските патриоти на власт. Само за во сопствените джепови, дефицитот ке го покривате со кредити од домашни извори на финансирање, а помалку од странски извори на задолжување. Ставката здравство се очекува да порасне за 9% во однос на претходната година. Тоа се должи на зголемени плати, исплата на обврски на ЈЗУ и средства за финансирање на здравствените услуги. Партиските вработувања кои се случуваат во предизборието откриваат фрапантни податоци за зараза од непотизам. Болниците се полнат со роднини пријатели на функционери. Единствен критериум за вработување е да бидеш во семејна релација со кланот на власт. Џабе метлите и лагите, затоа квалитетите ни се иселуваат. Во развојната програма на Министерството за здравство, истите проекти се провлекуваат со години. Изградба на нов клинички центар во Скопје Штип, минус 12,99%, значи не планирате да градите ништо. Општа болница Кичево, минус 16,67%. Амбуланти во руралните подрачја, истата вредност 3,5 години ја гледам 500.000 денари. Со ребалансот ке ги нема, реконструкција и доградба на објекти на ЈЗУ во Република Македонија минус 5,33%, а за нов клинички центар во Битола нема средства, останаа само празните ветувања. Што е најжално? Поднесовме амандман за набавка на симулатор за акцелераторот во Битола, кој што со години седи затворен, и тој амандман беше одбиен. Значи акцелераторот и понатаму ќе си седи таму негде во визбите. Болеста на нашиот здравствен систем, чии болки не успеавте да ги излечите на време, ја зема својата цена, а тоа е губење на човечки животи. Секоја одговорна влада се грижи за здравјето на граѓаните. Императив е да има здрава нација. Што вас ве интересира? Денес незадоволството од здравствените услуги изнесува 61%. Во речиси сите области што се опфатени со Балканскиот барометар, Република Македонија бележи пораст на незадоволство во однос на претходната година. Превенцијата на секое заболување е најважна. Само кај нас тоа не е така. Превенција од кардиоваскуларни заболувања, средствата се намалени за 5,56%. Систематски прегледи на деца и ученици, средствата се намалени за минус 9,29%. Задолжителна имунизација на населението, минус 12,68%. Организирање и унапредување на крводарителството, минус 6,69%. Превентивна здравствена заштита, минус 3,51%. Рана детекција на малигни заболувања, минус 2,42%. Превенцијата, она најважната, вие ја маргинализирате. Ветувањето здравје за сите ќе остане само научна фантастика. Куративна здравствена заштита за превенцијата. Здравствена заштита на лица со душевни растројства, минус 4,76%. Здравствена заштита на лица со болести на зависност, минус 5,75%. Обезбедување на инсулин за пациентите со диабетес, минус 6,25%. Сведоци сме дека во изминатата година имаше недостаток на инсулин, ленти, глукомери, пумпи, сензори. Затоа пациентите излегоа на мирен протест. Ке ги цитирам: "Ова е нашата реалност која е сурова. Тие сметаат дека околу 150.000 граѓани, од кои 45.000 со диабетес на инсулин, се игнорирани, дискриминирани, понижени и обезличени од власта. Цитирам:
Ние немаме ни игли за апликација на инсулин, нема сетови за деца со диабетес тип 1 до 18 години за пумпите, нема антидиабетична терапија за новите пациенти, нема одговор за едукација која е задолжителна по Светската здравствена организација и по протоколите. Ние скоро немаме ништо. Така беше изминатата година. Сега, со намалување на средствата, Господ да им е напомош на пациентите со диабетес. Од ова може да се види дека скоро сите програми имаат намалување, освен за лекување на ретки болести, меѓутоа и за тоа ќе видиме. На младите доктори не им е потребна едукација, не им требаат нови методи на лекување, а сите знаеме дека медицината оди напред. Затоа, од државата се иселени повеќе од 3000 доктори во изминатите години. А што направивте вие околу тоа? Ништо. Редењето на чевлите може би значило заминување во еден правец. Затоа пак во расходите, разни трансфери зголемени за 74,36%, патни и дневни расходи зголемени за 17,78%, комунални услуги, грејање, комуникација и транспорт зголемени за 16,48%, секако како резултат на тоа што цените се покачени на струјата, парното, горивата и тоа како резултат на вашето расипничко владење. Сте предвиделе пари за опрема, па каде ќе отидат тие пари, пред избори ќе покаже времето. Категорија заштита на животната средина за 2024 година планираните расходи бележат зголемување за 780 милиони денари и изнесуваат 3,230 милиони денари. Најголемо зголемување има кај ставката намалување на загадувањето за 546 милиони денари, кои по големиот дел, односно 552, се во делот на расходи од донации, од основниот буџет, од заеми. Оваа ставка се планира да се реализира кај под програмата за третман на отпадни води. И тоа пак ако добиете некоја милостина, ако некој донира или ако земите кредит. Средствата од донации се од ИПА фондовите. Квалитетот на воздухот зголемување за 2,24%. Аерозагадувањето ви беше стратешки приоритет. Па нели вие сте борците за чист воздух? До кога ќе дишеме загаден воздух? До кога Република Македонија ќе биде на прво место по загадување? Каде ви се маските? Зошто не излезите да протестирате за воздухот? Зошто Министерството за животна средина нема предвидено средства за амбиенталниот воздух? Или го нема Сорос да ви донира пари па да излезите на протести? Затоа пак во ставката плати и надоместоци кај расходите, ставка 404 надоместоци имате зголемување од 1937,50%, тоа значи дека ќе ангажирате луѓе однадвор да работат. Во ставка стоки и услуги, ставка 425 одговорни услуги имате зголемување од 134,420 милиони денари на 221,406 милиони денари, односно зголемување за 64,71%. Ставка 426 други тековни расходи зголемување од 710 милиони денари на 17,595 милиони денари, односно зголемување за 147,47%. Ова се ставки каде се крие нешто, односно зашто ќе се трошат тие пари, само вие си знаете. Ставка капитални расходи, купување на мебел 483, зголемување за 114,29%, каков мебел ќе купувате не знаеме, и според извештајот на Европската комисија, животната средина бележи послаб напредок од минатата година, слаба имплементација и недоволни административни капацитети во сите сектори, а се потенцира и потребата за стратешки реформи. Министерство за
транспорт и врски. Развојни програми за 2024 изградба на социјални станови намалени на 0, односно намалување за 100%, инвестиции во патна инфраструктура за зголемување за 0,67%, инвестиции во водовод и канализација намалување за минус 98,48%, гасификација откако го донесовте гасот во секое семејство минус 98,90%, инвестиции во железничка инфраструктура намалување за минус 32,83%, вкупен износ од 1,903 милиони денари од основен буџет и добиен грант од Европска Унија во износ од 280 милиони денари за коридор 8 и пругите Кичево кон граница Албанија и Србија до Табановце. Возот до Кичево и укинат, возови нема, едва и составивте еден за Битола, ама пруга од Кичево до граница сигурно ќе направите. Ставка субвенции и разни трансфери, зголемување за 24% и купување опрема и мебел, ќе видиме каде ќе одат, само вие знаете каде ќе отидат парите. Креираниот буџет изнесува 5,5 милиарди денари. Колку повисок буџет, толку поголема сиромаштија. 7 години СДСМ и ДУИ креираат буџет, секоја година се поголем, а граѓаните во Република Македонија немаат достоен живот, не знаат каква храна конзумираат, какви лекови користат, дишат загаден воздух. Според бруто домашниот производ по глава на жител, кој во Македонија изнесува приближно 20%, се гледа дека заостануваме за сите држави во регионот, каде имаат раст и до 50%, односно сме најсиромашна држава во регионот. Пред нас се Албанија и Босна и Херцеговина. И овој буџет, како и претходните, не е ни развоен, ни функционален, ниту креира политики за намалување на кризата која чувствуваат сите граѓани во државата. Граѓаните велат, никогаш не било полошо, но тоа не допира до владата на СДСМ и ДУИ, тоа не го велам јас, тоа го покажаа голем број чинители во општеството, кои во изминатиот период, користејќи ги сите демократски средства, го искажаа своето незадоволство кон оваа влада. Тука морам да ги споменам здравствените работници, армијата, судската администрација, пензионерите, земјоделците. Овој буџет ги задоволува апетитите на оние кои го креирале, за граѓаните ќе има само трошки, а големите залаци се знае каде ќе завршат. Во овој буџет нема пари за стабилизација на економијата и низиниот напредок, нема стимулативни мерки за зголемување на странски инвестиции. Овој буџет најголем досега, а од друга страна 600.000 граѓани живеат во сиромаштија. Граѓаните при секој одење во маркет, аптека, пазар го чувствуваат животот кој го донесовте во државата. Не дај Боже да си треба да си купат возило, младите што немаат каде да живеат, да си го решат стамбеното прашање. СДСМ и ДУИ потрошија над 33 милиарди евра, а нема реализација на ниеден капитален проект, или има, но граѓаните не можат да го видат. Но затоа пак преку тендери во 4 очи, субјекти блиски до власта испумпа огромни суми пари на граѓаните, како што е Бехтел и Енка. Автопатот Битола Прилеп до пола веќе е завршен, ама ние од ВМРО уште сакаме да патуваме по стариот. Односно, освен корупција и криминал, ништо не видовме. Односно, во Република Македонија има епидемија на криминал и корупција. Еве еден од многите договори за ангажирање на 10 булдожери по неверојатни 16.253 денари, колку што зема еден пензионер за час, односно 9.200.000 евра кои фирмата треба да ги добие за ангажирање на 10 булдожери. Само не кажувате колку пари во вреки ќе ви бидат исплатени вам, односно на вашите челници. Каде ви се инвестициите во рек Битола? Ете, затоа ги нема. Затоа нема нови автопатишта, а ветувавте 500 километри. Вие не успеавте ни оној од Блаце да го направите. Затоа автопатот Кичево Охрид стои во место.
железницата срамно и жално да зборуваме. Ова од катастрофа во катастрофа, од скандал во скандал. Само што ќе кажеш од ова полошо нема, ќе се појави нареден уште полош. Со криминал и корупција, колеги, нема во Европска Унија. Благодарам. Тука ја прекинувам седницата.